Ето така, почитани гледачи, продолжуваме со вториот дел од утринското издание Нов ден. А како и што најавивме, имаме гости и нова тема. Наша денешна гостинка е госпоđа Росица Митич, социјален работник при јавна установа Зафир Сајто од Куманово. Добро утро. Добро утро. Како сте, госпоđа, денеска? Јас сум добро и драго ми е што сум дел од ова ваша програма, бидејќи уште на самиот почеток ќе кажам дека за староста многу малку се зборува. Така да доаѓајќи од таква институција каде што сите оние корисници од нивно име доаѓам овде, мислам дека треба да се посветат повеќе внимание, посебно вашите медиумски куќи, така да староста е интересна тема и треба да биде почесто застапена. Така. Како и што госпоđата Митич најави, значи денеска ќе зборуваме нешто повеќе за третото доба. Сакаме на еден наш начин, на еден убав, релаксирачки начин да ви го доближиме тоа третото доба, кое што, знаете како велат луѓето, светот останува на младите, така ли? Да, да. Не сме секогаш млади, нема да останеме секогаш млади. Некој стои позади нас, некој е нашата подршка, некој не створил на крајот на криштата и се потрудил да дојдеме до тука, до каде што сме сега. Не само тоа што некој не створил туку и се погрижил и не израснал и вложил во нас и труд и енергија и што е многу важно, љубов и внимание. Таа љубов и внимание во текот на животот ќе се дојде времето кога ние треба да ја возвратиме. Од друга страна, и ние ќе бидеме во третото доба. Барем се надеваме дека ќе го доживееме тоа трето доба. А на кој начин и како треба да се однесуваме и на кој начин да се возврати нежноста, вниманието и љубовта на старите лица, денеска малку за тоа ќе поразговараме. Најдобар соговорник и особа која елоквентно да ни ми одговори, не само да ми одговори, туку да ја пробуди свеста со оглед на тоа што веќе 30 на години. 37 години, тоа е на вистина една бројка за респект, да се работи во една така јавна институција, каде што многу луѓе од третото доба стари, не само што се стари, постојат и многу немоćни лица, болни, здрави, расположени, нерасположени, сите можни ситуации, сите можни состојби кои што еден човек ги преживува, а посебно во третото доба каде што се многу поосетливи, многу поемотивни, сентиментални и така натаму. Да започнеме со разговорот. Јас би го започнала разговорот со вас и на вашето претходно убав обед во емисијата, дека со една реченица која што често пати ја повторувам секаде, а тоа е дека сите ние, луѓето, значи сите ние сакаме да живееме долго, ама никој не сакаме да бидеме стар. Би сакале млади да си бидеме. Да, токму во тоа е таа содржина, значи староста е нешто кое што вие го нарековте трета доба. Трета доба е тоа доба е нешто кое што е некој си период, јас би кажала дека тоа е она есенскиот дел на животот, кога човекот додека е млад, ги има сите простори, го има сиот лет во својот живот, меѓутоа со текот на годините сигурно дека доаѓа во една состојба кога самата старост, самиот природен процес, значи во тоа течение на животот и на животната патека, секој од нас ќе се најде во еден период кога веќе таа моќ која што ја имаме и поседуваме во младоста, веќе почнува да стагнира, да не кажеме дека опаѓа. Староста, убаво кажавте дека треба да се многу респектира. Како ќе се респектира? Во народниот жаргон, во народните разговори можете често пати да слушнете, викаат старите и децата се исто. Тоа е грешка. Зошто? Зашто детето е она кое што го бара вниманието. Тоа е единствено нешто што ги повржува детето и старото лице. Значи, детето го бара вниманието кое што му е неопходно, додека старото лице го бара вниманието кое што го заслужило, бидејќи тој во својот живот вложил многу за да може својата старост да ја помине спокојно и во еден мирен живот. Така, јас сакам да се
Ќе се вклучам токму во оваа ваша констатација што рековте, а децата и старите лица се нели едно. Не е така, па и така е. Зошто? Затоа што велат најнемоćна категорија на луѓе се децата и старите лица. Немоćна во смисла детето е најслаба категорија и старите лица. Значи тие не можат да се одбранат, слаби се, мали се децата. Постарите луѓе се веќе во позрели години, постари и тие не можат сами да се одбранат. Значи им треба помош и на немалите и на старите. Ќе ве само малце надополна, може? Да, повелете. Моето мислење е вакво. Младоста е нешто кое што расте. Така. И затоа вложувањето во младоста, капиталот кој што го вложуваме во младоста треба да биде многу поголем. Значи, детето расте. Имаме многу време, значи да му се посветиме и многу време за да можеме да вложуваме во него. Да. Меѓутоа, старото лице е она кое што веќе е изморено лице, значи исто немоćно, меѓутоа тука влогот кој што треба да го вложуваме и резултатот кој што ќе го добиеме не е ист. Така. Значи се старее полека, се старее многу брзо и обично викаме ние сме далеко од староста. Не. Кога прашале, научниците ги прашале, вика, од кога почнува да се старее, што е староста? Па почнува да се старее со самото раѓање. Значи, самото раѓање, самиот процес на животот, самиот развој на еден човек е нешто кое што секојдневно ние сакајки да признаеме или не, само ги кинеме листовите од календарот, не сваќајки дека многу брзо се доближуваме до тие години. Тоа е интересно, бидејќи додека се децата мали, мора да кажам, додека се децата мали, ние не обрнуваме внимание. Не обрнуваме на времето кое што поминува помеѓу нас. Тоа е едно течение од една бурна река. Меѓутоа, многу малку можеме да застанеме и да размислиме во тој живот каде сме ние и каде не води таа патека. Таа патека, како и секој човек, токму го води во некои си години. Јас не случајно кажав дека младоста е се расширени крила. Да. Се расширени. Крила тоа е нешто кое што ги имаме сите простори во животот. Можеме да полетаме. Меѓутоа, староста е нешто кое што крилата се веќе уморни. И мора тоа да го разбереме. Токму затоа и сакам да кажам дека кога староста, едно старо лице, верувајте дека заслужува голем респект и една голема благодарност и во секој начин, и на секој начин мора да му се заблагодариме на тоа што тој го остава на своите поколени. Рековте 37 години. Да. Сте во една јавна институција. Да. Значи, сте запознале многу луѓе, значи многу типови на луѓе, многу карактери. Да. Една малку ќе се тргнам од овој дел што разговаравме, за кратко сакам само малку да ве прашам. Нашата традиција е нели да се живее со старите. Традиција. Не традиција, него некако ако личноста, мајката, таткото, свекарот, свекрвата, одлучиме да замине во домот за стари лица, тоа е нели срамно. Тоа не чини, тоа не е убаво. Значи ќе се огрешиме, да кажеме. Традиција е некако да останат да живеат со нас. Многу години работа имате видено многу случаи. Имате видено многу убави и неубави, нели? Искуства, ситуации, луѓе. Да. Сега ме интересира вашето мислење. Дали е срамота да не се почитува традицијата или ако гледаме реално во светот во кој што живееме, во еден современ брз начин на живење во кој не сме ни свесни каде ќе ни отидат годините и времето. Да. Дали да го следиме тој дел, дали да го следиме овој дел. Значи, на кој начин ќе бидеме чисти пред самите себе, на кој начин нема да имаме грижа на совест доколку се одлучиме на нешто такво што ќе се коси со традицијата, а од друга страна пак мораме некако да најдеме реална можност и пат и за нас, и за старите лица, и за децата, и вашето мислење ме интересира.
Јас кажав, а и вие тоа го потенцирате, дека 37 годишно искуство во работа со старите лица е нешто кое што е многу насобран капитал од познати случувања, познати настани кои што се проживеани и кои што ги имам споделено со тие лица. Верувате, тоа е за мене богатство. Зашто ако не ја сакате и вие вашата работа, сигурно дека нема да го работиме, меѓутоа јас мојата работа ја сакам. И се гордам што сум таму, бидејќи старото лице бара љубов. Бара љубов. Дали, ако поминеме на вториот дел, јас мислам, бидејќи имам искуство од почетокот, дека во првите години на моето работење, тоа е срамота. Замисли го, ја однел мајка си, татко си во домот за стари. Меѓутоа, со текот на времето, мора да се сложиме нешто, бидејќи сите живееме во ова општество, каде што има 3 генерацијско семејство, кое што веќе поминува во нуклеарно семејство. Значи, сите ние, сите вие, брзаме кон некое си екзистенционално живење, обезбедување на своите поколенија, така да сето таа, да ја кажеме, машина во која што сме, прави од нас да приоритет на нашите животи даваме, значи на она кое што треба да го стекнеме, кое што треба да го поседуваме во живот. Меѓутоа, срамот, ако веќе зборуваме за срам, јас тогаш ќе кажам вака. Дали вие, доколку имате стар родител, дали мислите дека е многу подобро да остане во своето семејство, со вас заедно, а вие сте овдека, а тоа бара внимание. Знаете ли што значи самотијата на старото лице? Тоа е тивко умирање. Значи, дали тоа лице ќе биде посреќно во домот на семејството, или ќе биде несреќно, ќе биде позадоволно доколку таа самотија, која што е терет на неговите нејаки плеќи, значи ја споделува со генерации онаму каде што ќе се најдат и ќе може да се... Слични луѓе на него во средина. Да. Така да многу луѓе се поминати за овој временски период, многу искуства имам и сметам дека ова кое што го кажав сега, дека нема тука место за да можеме да чувствуваме грижа на совест. Тоа веќе мора да го традицијата во секоја сфера на животот, веќе генерациите, вие помладите, ги разбивате тие традиционални стеги кои што ги има, така да и ова е нешто кое што е веќе надминато, така да ние како генерации кои што многу сме поблиску до староста, веќе како да го прифаќаме тоа нешто кое што треба да биде. Бидејќи мајката, таткото, и мајкија она љубов која према своите деца, тие не сакаат да бидат терет и обврска на своите деца. Затоа треба да ги оставиме, како што во светот се случува, да ги оставиме правото на нивно одлучување. Сами да се... Да го испочитуваме она кое што тие го сакаат. Бидејќи нешто ќе ви кажам кое што се случува, например, во установата во која што доаѓам, вика нема кажувате на мојот татко дека доаѓа во домот, кажете му дека доаѓа во болница. Немојте. Забораваме нешто. Староста е мудрост. Староста е капитал на искуство. Никого денеска, па ни едно детенце, не можеме да го излажеме. А доколку го излажеме старото лице, тоа многу тешко простува. Интересно, стариот човек многу тешко простува. Бидејќи не само што е повреден тој, не само што е излажан, меѓутоа тој не го заслужува начинот за да неговиот живот го креира оној во кој што тој вложил се. Затоа треба да се со старата категорија, да ја прифатиме како еден дел од ова од општество, кое што заслужува благодарност, кое што заслужува секаква почит и на некој начин да му дадеме простор на секое старо лице да самото одлучи како ќе го помина она преостанатиот дел и преостанатите години. Во секој случај сигурно ќе се сложите со мене, тоа го има право секој човек. Точно. Ајде тука некаде ќе направиме кратка пауза, одиме малку со музика, а потоа продолжуваме повторно со разговорот.
Zamisleno što odiš taka prostom nažaleno, mori zadumano. Simone, primene, kaži se na konja. Eden baca, eden život za ljubov voleva. Ele Simone, primene, kaži se na konja. Ne krivi da sve si kudja i nebo postela. Plisni taja voda niz drug pred konja, taja voda studena. Simone, primene, kaži se na konja. Eden baca, eden život za ljubov voleva. Ele Simone, primene, kaži se na konja. Ne krivi da sve si kudja i nebo postela. Продолжуваме со разговорот во студиото. За подсетување за сите вас кои сега се вклучувате, мојата денешна гостинка е госпоđа Росица Митич, социјален работник при Центарот, имено при јавна установа Зафир Сајто од Кумано. Разговорот сакаме го продолжиме да поразговараме нешто повеќе за Зафир Сајто, за Центарот, за установата. Да, јавната установа за домот за стари во Куманово е еден од 4 државни домови во Република Македонија. Значи, нашата држава има 4 државни домови, тоа е Скопје, ние во Куманово, Прилеп и Битола. Приватните домови не ги ставаме во, инаку тие имаат веќе неколку развој во развивање и во отварање на приватните домови. Меѓутоа, во нашата земја реков дека јас многу со бројки не баратам, меѓутоа имам сознание дека во нашата држава има 280.000 пензионери. Тие 4 дома, кои што ги имаме во нашата држава, обезбедуваат 567 лежаи. Значи, ние можеме само 0,5% од вкупниот број на лицата да ги сместиме во државните домови. Тогаш ќе се прашаме каде се оние другите.
Каде се лицата кои што се старите лица кои што се оставени во руралните средини? И кои што имаат многу голема Меѓутоа, потреба. тоа е нешто кое што е во доменот на Министерството за труд и социјална политика и сигурно дека тие со своите документи, со својата стратегија која што има 10 годишна изготвена, дека сигурно тие ќе размислуваат на таа тема. Да се вратам на нашата установа. Нашата установа постои од далечната 1956 година. Така. Самата таа година значи дека успешно функционираме, значи ако од 56 година постои дом за стари во Куманово, значи едно успешно функционирање на една долгогодишно функционирање. Инаку во просториите каде што сме сега, сме од 1978 година со вкупен капацитет од 175 лежаи. Со еден збор ќе кажем една реченица која што често ја употребувам: нашиот дом, домот за стари е едно големо семејство. Зошто големо семејство? Бидејќи во домот не се само нашите граѓани од Куманово. Тука се граѓани од Скопје, тука се граѓани од Гостивар, Виница, Велес, Кочани. Значи сите оние регионални општини кои што се најблиски до Куманово. Вака, ме интересира како оди со оглед на тоа што вие сте социјален работник. Каков е начинот прилагодувањето на лицата кога ќе дојдат во? Тоа е најинтересно нешто, најинтересно, и тука би ви кажала нешто кое што живот се живее во една средина и сега тоа е воопшто не е нешто најинтересно, едноставно. бидејќи ако појдеме од тоа дека од делувањето на лицето, од секојдневното негово обкружување, од секојдневните негови предмети, од секојдневните негови членови на семејството, тоа се чекори кои што се многу емотивни. Како не? Со таква емотивност, кога едно старо лице ќе дојде, кое што се надевало, бидејќи сите ние се надеваме, надежта не сме да замине. Како и да е, таа останува последна, тоа е факт. Се надевало дека ќе остане во таа средина. И сега одеднаш доаѓа во институција и мора да се одели од сето она кое што го живеел претходно. Тука е тимот на социјалните работници многу битен, улогата на социјалните работници е многу битна, ние сме 3 социјални работници, тоа значи дека имаме еден убав тим за да го прифатиме. Како го прифаќаме тоа лице? Од искуство ви кажувам дека лицето кога доаѓа во домот, тоа е тажно. Посебно лицата кои што живееле во семејства каде што имало љубов, каде што имало хармонија. Лице кое што доаѓа од рурална средина, во домот гледа спас. Додека лицето кое што доаѓа од една градска, бидејќи ние во структурата на корисниците во домот имаме лица кои што се со факултетско образование. Тоа значи дека лица кои што се со задржан или делумно задржан интелект, што значи дека секој пристап наш, ако имате, денеска имаме на пример 150 корисника, значи секој пристап не може да биде ист. Секој пристап, секоја личност од старото лице бара посебен индивидуален пристап. Во почетокот го нема она формалното, како се викаш име на татко, име на мајка, име. Го оставаме корисникот за да може самиот за да се сврти и да се види каде е. Тоа го правиме, например, во почетокот 1-2-3 дена, меѓутоа со наше пратење, да видиме како се прилагодува тоа лице без некои си додатни коментари или додатни некои си упатства. Со семејството соработката мора да постои. На семејството имаме случаи кога кажуваме не доаѓате во почетокот. Имаме случаи кога кажуваме доаѓате секој ден. Значи самото лице со својата здравствена состојба, интелектуална сочуваност, психофизичка сочуваност, физичка сочуваност, самото тоа е мерило. Значи, тој самиот ни кажува како треба да се постави. После некое си пратење, тоа е следење на тој адаптивен период во домската средина. После тоа следење, ако лицето веќе го се
ви приметиме дека се прилагодува, тогаш викам тоа лице, тој корисник веќе го имам. Значи тогаш можеме да му се доближиме, можеме да разговараме. И чудо едно, што се можете да слушнете од дневните приказни. Тоа е нешто кое што никогаш не се заборава, верувајте. Да. Тоа е тој пат каде што лицето се прилагодува, така да веќе кога ќе се најде, мора да разбереме нешто. Вие младите најдобро се вклопувате во генерацијата во која што припаѓате. Јас се вклопувам во мојата генерација и таму се чувствувам јас. Да, свој што Да, додека старото лице се чувствува онаму каде што се во окружувањето ги има сличните или сличните и најблиските до себе. Така да другарувањето, комуникацијата, дружелюбивоста меѓу нив е нешто кое што им го леснува патот до прилагодувањето и адаптирањето во домската средина. Тоа мора да биде задача број 1, која што е задача број 1 на социјалниот работник како стручен работник. Инаку, понатамошното негово адаптирање, самиот тој кажува, се следат неговите желби, се следи неговото расположение, се следат неговите самото не мора тој да зборува. Ако е тажен, мора да нешто да се случува. Значи мора да му се посвети едно целосно внимание, една соработка што реков со семејството и соработка со него, бидејќи е многу битно нешто. Старото лице не се открива одеднаш. Бидејќи тоа е прво тажно. Тоа е луто. Тоа е лут бидејќи можеби не сака да биде тука. Значи старото лице тешко можете да го откриете и да ви се отвори. Затоа мора да му дадеме време да кога ќе одлучи и тогаш кога ќе биде подготвен, и затоа ви кажав, тоа се приказни кои што се слушнати, кои што имаат, верувајте или не, една огромна вредност и едно огромно искуство. Многу животни приказни, многу. Животни приказни многу, да. А знаете што, од секогаш ме интересирало за оние лица кои што се корисници, како вие ги нарекувате во домот. На услугите, да. Корисници кои немаат никого, кои се оставени кај вас и завршуваат сите посети. Дали имате лица кои што немаат буквално никого? Има. Во сите домови, што се случува во сите домови, секогаш ме интересира. Во државните домови има лица кои што пореметени семејни односи. Значи тоа лице со пореметени семејни односи покрај тоа што има некого. Меѓутоа ако му се пореметени семејните односи, тоа пак е само. Препуштено само на себе. Да. А имаме лица кои што на пример немаат никого. Имаме лица кои што имаат хендикеп. Хендикеп се смета не само физичкиот, тоа е глувонемо лице, тоа е слепо лице. За тие таа категорија нема посебно, во државата нема посебна некоја институција, така да местото им го најдоа и се адаптира, што е најинтересно, се адаптираат во домската средина. Категоријата на стари лица кои што немаат никого е најтажна. Како не? Најтажна. Знаете зошто? Семејства, всушност, знаете излегува зошто дека е немаат најтажна? Обично кога во една соба цимерот ќе му дојде посета, да. другиот е значи веќе потиснат, неговата тага е уште поголема, и тога се чувствува она отфрленоста. Не се работи за отфрленост, мене тоа ми е многу груб збор. Меѓутоа, заборавеност. Не смееме да заборавиме. Не смееме да го оставиме и да го препуштиме, значи без разлика во каде да го однесеме, сепак една посета и значи, обично многу за некого, а за нас е обично многу кога ќе дојдеме во понеделник, кога ќе видиме дека има покрај него оставено или овош или било што, ние се радуваме, значи тој за викендот му доаѓал некој. Најжална категорија во домот се лицата кои што се социјални случаи, тоа се лицата кои што нигде никого немаат, кои што цел живот работеле и за кои што јас, ако ми дозволите моето мислење, треба да им се даде најголема почит. Бидејќи тоа се лица кои што се доаѓаат од нивите, каде што го оставиле својот пот, лица кои што немаат блиски
И сега тие се во состојба да го вложат својот имот во центрите за социјална работа, бидејќи тоа како орган на старателство го има тоа право за да може да располага со имовинските односи. Домот тоа не го прави. Домот, значи, во имовинските односи не се интересира. Таа категорија најтажна, тие се корисници најхендикепирани во смисла на тоа дека по посетата. Меѓутоа, работиме многу, работиме на оживувањето на таа атмосфера, разубавувањето на нивното секојдневие. Така да сето тоа е нешто веќе едно укомпонирано семејство каде што се функционира успешно. Верувајте, успешно. Нешто интересно што имам слушнато, што имам присуствувано во домот со оглед на тоа што работејќи во медиумите, се празниците, одбележувањата на одредени градски празници, државни, дали е Нова година, дали е 8 март, да кажем, и така натаму. Интересно нешто што имав една прилика да слушнам за една љубов изродена помеѓу старите лица таму, која беше една приказна на времето додека работе во еден медиум. Се случила љубовна приказна помеѓу две стари лица. Толку убава слика, толку убав момент кој што не можев да го заборавам. Не бев во тек со приказната понатаму, но впечаток ми остави дека постои едно интересен начин на комуникација и на дружење помеѓу сите стари лица таму. Ајде да ве насмеам малку. Кога ќе умре љубовта? Кога умира љубовта? Никогаш не умира љубовта. Љубовта не прашува за години. Така да гледам дека сте често сте го посетувале домот, имате сознанија за работата. Првото прашање ви беше културно-забавниот карактер и мене ми е драго што еве почнува месец ноември, а последната недела од месец ноември е традиционално се одбележува во Републиката како недела на грижа на стари лица. Еве една покана да не посетите во тој период. Се извинувам. Што значи дека се изготвува посебна програма за организирање на културно-забавен живот. Во неја се содржани сите оние активности кои што се спроведуваат во одбележувањето на празници, дали ќе бидат тоа родендени, дали ќе бидат некои државни празници, дури и верските празници ги им даваме простор и место, бидејќи тоа се лица кои што држат до она своето традиционалното што го носат. Не смееме да им го земеме тоа. Така да имаме многу посети и многу добра организираност на културно-забавниот живот. Сигурно сте слушнали, правиме еднодневни екскурзии, дури бевме на Тошев гроб покојниот на посета, така да веќе разработена, една добро разработена тимска, се разбира тимска работа на организирање на културно-забавен живот. За одбележување 8 март. Празник кога доаѓа дечињата од граден Кангашач. Верувајте или не, честитките кога ќе им ги дадат. Тоа е нешто кое што најголеми емоции прави кај старите лица. Така да сите овие активности го оплеменуваат и на сите нас кои што сме таму, ни го олеснуваат нивното, бидејќи нашиот акцент треба да го подобриме нивното расположение, да го искористиме и да ги оставиме да самите себе си се пронајдат, за да можеме од целокупната таа институција да направиме едно пријатно катче каде што лицето престојува. Вие сигурно знаете, сите наши соби се двокреветни, сите. Имаме и повеќе кревети, меѓутоа тоа е геријатриски оддел, меѓутоа двокреветни соби со целокупна санитарна опрема. Работиме на тоа за да се подобри квалитетот на услугите кои што се без разлика дали квалитативно или квантитативно. Значи, многу се вложува и многу се работи на тоа. А имаме среќа, не е ништо ако го кажам и тоа, дека имаме среќа што сега како раководно лице ние директорот кој што ни е нов кој што многу успешно менаџира и кој што знае да даде акцент баш на тоа прашање. Значи, подобрување на условите и квалитетно живење на старите лица. Така. Јас би сакала некаде, бидејќи навистина многу работи кажавме, многу работи спомнавме,
објаснивме, се надевам дека до некаде успеавме да допреме, ако не повеќе, до свеста или до на човечното во сите нас. А јас сум сигурна дека сите ние тоа го имаме, го поседуваме, бидејќи сме прецел луѓе. И мислам дека е редно да му дадеме простор на човечното да излезе од нас. Ако не повеќе, барем за нашите родители, за нашите стари лица во семејството, кои што се погрижиле да не створат, да не израснат во тоа што сме. Би сакала некаде да се навратиме повторно на почетокот, како што ја почнавме емисијата. Би сакала така и да ја завршиме. Би сакала со една ваша не констатација, една ваша мисла. Бидејќи како соговорник има многу работи од вас, и да се слушне, и да се научи, и да се запознаеме, јас лично за себе зборам, да се запознаеме со оној дел од третото доба, од вашиот начин на живот во смисла на 37 годишното искуство. Тоа е сепак начин на живот, бидејќи многу голем дел од животот имате посветено на работата, што е сосема нормално. А во прашање работа со луѓе, со животни судбини, со животни приказни. Би сакала на ваш начин да упатиме, можеби, па не можеби, него сигурно би го нарекла апел до сите граѓани, млади, стари, зрели, незрели, одговорни, неодговорни. Би сакала вие да упатите апел и да се навратиме повторно. Јас ке се сложам со вас дека за староста има уште многу да се зборува. Тоа е тема која што не е да не е интересна. Таа е интересна тема. Бидејќи тоа е еден живот во живеењето. Точно. Сите одиме натаму. Сите одиме и тоа е интересно многу брзо што дури не ни забележуваме. Нека не биде ова некој апел. Меѓутоа, би сакала од името на тие корисници, од името на сите стари кои што се можеби денеска или оваа утро сами во својот дом. Дај малку да се свртиме на кај нив. Да им подадеме внимание. Не само што го тие заслужиле тоа. Не смееме да заборавиме дека тој е човек. Наш човек. Кој што вложил и на кој што ние му должиме. Во буквална смисла не, меѓутоа во морална, во човечната смисла, ние сме му должници. Ова вака нека биде апел до сите генерации кои што младите. Воспитувајте ги вашите деца прво. Да почнеме, значи, од она дека бабата и дедото е нешто кое што дава топла преградка, кое што треба да биде посетено во секое време. Значи, од самиот процес, значи, може да се развие таа љубов, за да не ги заборавиме старите. А своето излагање би го завршила со една реченица која што многу ја сакам и во која што има многу една голема вистина, а тоа е дека сите ние, кога веќе ги уживаме плодовите на едно дрво и благодетта која што ни ја дало тоа дрво, не смееме да заборавиме кој го засадил тоа дрво. Во една реченица се е кажано, значи благодарност на она што веќе пуштило корени и што заслужува секој почит и респект. Така е. Убаво кажано, оној кој што сака да разбере, ќе разбере. Оној кој што сака да биде просветлен, да кажеме, ќе се најде. И сепак, староста е, рековме, трето доба, нели, еден период од животот, што вие многу убаво го рековте, живот во живот. Значи, сосема нови навики, сосема нов начин на живот, сосема нов ритм на живот се поставува со оглед на тоа што веќе обврските, работата, професијата, се тоа некако сме го завршиле до тој некој степен и сега доаѓа некој нов начин на живот во кој што си поставуваме нови
но, не нови цели, да кажем, туку нови правци. Бидејќи веќе немаме обврска спрема никого, како постари луѓе, нели? Обврска на баба и дедо останува, но обврска за работа, за одговорност, веќе сме посветени самите на себе. И многу е тажно ако во тој дел и период од животот, ако немаме со кого тоа да го поделиме, а најтешко е ако тоа го немаме со нашите деца. Животот е едно убаво течение на една река. Значи... Друго е да се плови во потокот, во брзите води, кога сме зборуваме за едно течение за животна патека, точно, да. За животна патека, меѓутоа кога веќе доаѓаме до некоја си помирна вода, јас само еден збор ќе ви кажам дека не смееме да дозволиме таа мирна вода да се претвори во бар. Да. Значи и тогаш кога веќе доаѓаме на опаѓање на виталните функции, бидејќи староста никогаш не оди сама. Таа со себе не случајно се плечите се натежнати, не случајно белите коси се не случајно се борите исцртани на лицето, што јас обично во муабетот викам, тоа не се брчки, тоа не се бори луѓе, тоа е само ракопис на животот. Што значи дека тоа течение кога веќе завршува, да не биде бара, туку да биде едно место достојно и адекватно за секој човек, бидејќи секој човек го заслужува тоа, без оглед на годините. Така. Јас само уште нешто ќе кажам за крај. Почитувани родители, сограѓани, само една работа нека ви биде на ум. Однесувајте се со вашите родители онака како што сакате вашите деца да се однесуваат со вас, бидејќи вашите деца го гледаат вашето однесување спрема вашите родители. И еден ден кога вие ќе бидете во тоа трета доба, кога вие ќе бидете тие стари лица, можеби сето тоа ќе се рефлектира вашето однесување токму на вас. Затоа што велат, внимавајте како се однесувате. Сепак нашите родители се наши родители. Да не биле тие родители, ние денеска нема да видиме тука. Тоа е многу јасно, нели? Многу логично, да. Ви благодарам на вашето учество денеска, ми беше многу пријатен разговор. Зашто, поверете пак. Јас се надевам дека и сигурно сум дека ќе дојдеме на одбележување на неделата на стари лица. Рековте, а последната недела од ноември. Сигурно ќе ве посетиме. И се надевам дека ќе имаме повторно простор за гостување кај вас, за да ги посетиме вашите корисници. Нашите врата се отворени. Нашите врата се отворени и треба да бидат. И тоа се лица кои секогаш се расположени за контакт и за секогаш за нив дружењето е нешто кое што е посебен ден. Тој ден си го сметаат како еден ден кој што е различит од претходниот. Ви благодарам и на вас од името на установата во која што доаѓам, од името на 150 корисници кои што денеска ми се таму каде што се. Сакам само да ви се заблагодарам и да направам нешто кое што обично како човек кој што работел толку години, една реченица ќе ви кажам: прегрнете ги старите. Една преградка за нив е нешто кое што е многу позначена од било која годишна доба. Значи, прегрнете ги, почитувајте ги, сакајте ги на оној начин во онаа време кое што го имате на располагање, а сите ние можеме да најдеме време за љубов. Ако сакаме време може да се најдеме за било што. Благодарам, Дашко. Благодарам и на вас, почитувани гледачи, тоа е крајот на денешното утринско издание Нов ден. Се надевам дека бевме доволно интересни, може би денеска малку повеќе реални, но сепак доколку не ја прифатиме реалноста таква каква што е, не можеме да влеземе во коштец со решавање со се она што ни го носи животот. Благодарам уште еднаш, се гледаме повторно утре во исто време. Имајте убав и пријатен ден.